Почитувани, добар ден. Стартуваме со уште една нова работна недела, како и со понеделничкото издание на Црвена линија. Средни училишта забранувале на ученици да влезат на часови воведувајќи куќен ред. Учениците со долги ногти, пирс на нос и уста, со мајци на прирамки, искинати фармерки, кратки мајчки и пантолони, хеланки, кратки сукњи, тренерки не им било дозволено да влезат во училиштето. А куќниот ред предвидувал и девојчињата да бидат со уредна и прибрана коса, а машките да не доаѓаат со долги коси, репче или брада. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација донела мислење дека средните училишта на овој начин вршеле дискриминација врз учениците и го прекршиле Законот за основно и средно образование, како и членот 44 од Уставот. Училиштата велат дека со ваквите правила намерате да посочат дека освен едукација треба да се води грижа и за воспитувањето на учениците. Она што денес ве прашуваме во Црвена линија е дали треба да се воведе кодекс за облекување во средните и основните училишта. Дали треба и да се воведе забрана за скинати фармерки, кратки здолништа и пирсеви, а да се вратат училишните униформи. Секако имаме и прашање плюс кое можете да го одговорите доколку не заследите на Инстаграм. И заедно со останатите инстаграмџи кои што го следат нашиот Инстаграм профил Црвена линија, на Инстаграм стори да кликнете и да одговорите. Всушност, знаат ли учениците што е пристојно, а што непристојно облекување? Овде имате опции две за одговор, едната е да, не. Ке кликнете на вашиот одговор, а во проценти пресметано резултатите секогаш ги соопштуваме некаде таму по рекламите, конкретно во издание на Црвена линија. Како и да е, различни генерации не следат, се разбира, и очекуваме дека ќе ги слушаме вашите одговори на денешните прашања во издание на Црвена линија, како што и впрочем секогаш ви има во голем број. Па така, завртете го телефонскиот број 023070005 и секако да малете го целосно тонот на телевизорот од кога ќе ве вклучат со оглед на тоа што така ќе се слушнеме подобро без никакви технички пречки. Секако да зборуваме и само преку слушалка, бидејќи доколку зборуваме на интерфон и спикерфон, тогаш повторно нема да биде добар квалитетот на звукот, ќе имате чувство дека некој друг зборува, друг е вклучен или дека воопшто не сте вклучени во Црвена линија. Па ајде да ве слушнеме, еве, што мислите, дали треба да се воведе пред се кодекс за облекување во средните и основните училишта и секако еве да слушнеме и дали треба да се воведе забрана за носење скинати фармерки, кратки здолништа и пирсеви, а да се вратат училишните униформи. А ако го имаме и првиот учесник во овој издание на Црвена линија, би било добро и да почнеме. Добар ден! Добар ден, Тина. На телефон Коста Бургов од Струмица. Така. Би требало, викам, на училиште да се носе пристојно. Пред 30 години една професорка што многу ја сакав по македонски, имаше една, мислам, девојче што се облекуваше како манекенка и секој пат професорката не викаше. Овде, вика, не е манекенство или на модна ревија. Овде се учи, вика. Уште одамна имаше една моја така школска, беше многу модерна. Би требало униформи. Например, да се воведат во училиштето скромни, да бидат, а не со обици, со дълги коси, со скинати фармерки. Тоа не доликува, мислам, за еден ученик. Тоа беше уште пред 30 години, кога една професорка секој пат вика, овде е, вика, школа, не е, вика, со лакирани ногти с доваѓе на црвени усти, не е тоа, вика, модна ревија, тоа е за училиште. Би требало малце и родителското воспитување за децата. Мислам, иначе сега е модерно време се живее и не така, знам што да и Комисијата за спречување и заштита од дискриминација донела мислење дека средните училишта всушност на овој начин вршеле дискриминација врз учениците и го прекршиле Законот за основно и средно образование, членот 44 од Уставот. Да, Јане Сандански уште од времето воведува такви санкции, уште кога беше директорот Рендевски. Он така, например, он неќеше, например, јас завршив во Никола Каре во Струмица. Иначе Рендевски воведуваше толков строг, например, не даваше он
Благодарам пред се што и се јавивте и со вас го започнавме ово издание на Црвена линија, но и една напомена за сите останати кои што допрва ќе бидете дел од ова издание. Не заборавајте и на тајмерот, време траењето на едно излагање е 90 секунди, го објавуваме на екраните, така да ќе може да го мерите своето време. Меѓу другото, секако е дозволено репете, како што велам јас, повторно да го завртите нашиот број и да добиете нови 90 секунди. Добар ден! Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Од Рачиново, денеска е прочка. Прво да бидеме опростени од возвишниот Господ, па и меѓу себе, пошто човек греши секогаш, а намерна грешка никогаш нема да биде опростена. А еве како го коментирате тоа, според вас треба ли всушност да се воведе кодекс на облекување во средните и основните училишта, да речеме? Да, Тина, вака, почнувајќи од кодексот, од однесувањето на човекот. Без разлика, некој може да рече дека ги оспоруваме правата на децата или на учениците или на средношколците, па тоа. Што значи тоа да иде со скинети фармерки? Што значи тоа да иде женска род, понежан пол, како од спалба станува и веќе не знае о себе што има облечено? Дали е тоа училиште треба да биде во било која установа, со рамки, без рамки, ова она. Униформа строга. Нека се знае дека сме луѓе, а не некој да ги мижи очите и очите се за гледање. Што да гледаме? Да ви вака, ја поздравувам тој кој ја поднесол оваа одбука, ја поздравувам до крај. За ученикот како ученик, што значи со брада да иде? Зошто со тоа брада? Кај служи, во кој манастир? Благодарам многу и вам за јавувањето. Уште една напомена, не заборавајте, 90 секунди е време траењето на секое вклучување. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија, сте, повелете. Да, она како што го вклучите да имат на училиште, кога се знае да оди на училиште и на работа и на сегде, да се децата да знаат каде правилно се насочуваат, каде се наоѓаат. И правилно треба да се задржат, треба се облекат. Да имат и униформа во секој предпријатие или болница или каде, или на училиште, треба да знаат каде работат и што прават. Тоа ви е најправилно ова насока денес. Имате се уште време, дали може да ми кажете дека всушност според вас се вршили некаква дискриминација кога еве средните училишта како некој од нив налагаат забрана за влез со слободен стил на облекување, изразување и така натаму? Треба да се забрани, секој дете треба да види со униформа во секој училиште каде пристапуваат, каде учат. Тоа најстрого треба да му се забрани и треба со истинска облека каде пристапуваат и каде работат. Дали според вас учениците знаат што е пристојно, а што непристојно облекување? Децата треба да ги насочиме и родителите и наставниците. Така? Каде треба да пристапат, како и треба да бидат облечени. Благодарам многу и вам и за учеството и вашите одговори во овој издание на Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Во Црвена линија сте, повелете. Благодарам многу. Јас сум просветен работник кој во пензија. Воедно сум и социјален работник. Меѓутоа работев како учителка и тоа е еден позив како хуман. Така да кажам. Пардон. Кодекс на однесување има како се облекуваш во театар, како се облекуваш за во училиште, како се облекуваш за на пазар, како се облекуваш на било која друга функција. И како прво, тој кодекс на однесување што се однесува до школот, треба да има кодекс и за наставниците, и за учениците. Не може наставник да оди во училиште да предава со фармерки, со прерамки, со
нашминкана, не знам како за да оди во театар или на опера, а така исто мора да има и кодекс на однесување на учениците. Учениците во училиште кога одат, не може со скинати фармерки, не може со нашминкани, се знае зошто се оди на училиште. И замислите вие кога 1 или 5 такви ученици и ќе се свртат и цел ден гледат во нашминкана или... Така, благодарам многу, Еве, што вие врз база на вашето искуство како просветен работник дадовте одговори на нашите денешни Значи и за наставници. Благодарам многу за јавувањето. Ке подсетам 90 секунди, но и ке ве охрабрам повторно да го завртите телефонот, за да имате можност да добиете нови 90 секунди. Добар ден! Добар ден! Добро, како и да е, во меѓувреме додека го вклучиме и следниот гледач или гледачка, една напомена дека во оваа дискусија можете да учествувате и преку социјалните медиуми, поточно да не заследите на Facebook, нашиот профил е Црвена линија, и преку коментари и споделувања секако да ги дадете одговорите на денешните прашања. Па да видиме што ќе кажат останатите гледачи кои што допрва ќе ги вклучиме. Што мислите, дали треба да се воведе кодекс на облекување во средните и основните училишта? Добар ден! Добар ден, дали се слушаме? Да, Во Црвена линија сте, повелете. да, може? Да, ве слушаме, повелете. Да, јас сум се јавувам од Битола. Голем поздрав до битолчани. Намалете го целосно Фала. тонот на телевизорот, ве молам, затоа не ме слушате добро. Сега одно заборавам за тоа, да. Ете, тоа не сме, затоа ние Знам повторуваме. дека не сме, ама се збуниш. Ева, да. Дали може да продолжиме, бидејќи времето веќе е 56 Ало? секунди. Да, ве слушаме. Да, јас сум возрастна жена, 74 години. Кога учевме ние, носевме униформи и средно кога учевме не смеевме ни панталони да носиме. Ве разбирате? Да, и ве слушаме. Да. Па то, треба да се забранат овие работи. Дали тогаш и ве како ученици се чувствувавте дискриминирано што тоа налагаше кодексот на облекување во училиштето? Не нека се облечи скромно, без разлика. А вака не, имаме и ние внуци, се имаме. Зато не е убаво после криви се професорите или професорките. Добро. Благодарам многу за јавувањето и ве што дадовте одговори и мислење во однос на денешните прашања. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Добро, како и да е, еве ги имаме и првите коментари, значи ќе подсетам дека можете да не следите и на Facebook Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија, каде што секојдневно и редовно ги објавуваме темите за кои што зборуваме со вас. Еве низ фотографија поставуваме и прашање вака или вака, значи две опции како може да изгледаат учениците, а секако прашањето останува дали треба да се воведе кодекс за облекување во средните и основните училишта. Марина Тодоровска напишала: нека ги извадат своите слики од 70-тите, 80-тите и 90-тите години. Секогаш младите се облекувале така и тогаш се носело мини, високи штикли, машките со долги коси и основците и средношколците. Такви се младите, бунтовни, своји, нека се носат така како што се чувствуваат своји и срекни. А ние ве прашуваме дали треба да се воведе според вас кодекс за облекување во средните и основните училишта. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте, повелете. Да, прво ве поздравувам. Голем поздрав и до вас. Да, ценета емисија, значи и погодената емисија. Сакам само да кажам моje мислење, значи моето мислење си го кажувам за себе. Значи, скинатите фармерки и кратите здовништа, така да човекот нити го прават паметен, ни го излудуват.
така да државата треба да направи некоја забрана за кладилници и казина да не се отварат поред школите. Ајде, во однос на облекувањето, дали сметате дека на некаков начин им се врши дискриминација со тоа што не им се дава избор на учениците да одат на училиште како што сакат? Јас такво нешто не би кажал, не би се согласувал тоа забрана да се даде. Значи јас за лично за себе, моето дете го носам како што она сака, со скинати фармерки, со здолниште, со штикли, со чизми, така да тоа. Значи човекот паметот не му го одзимат ни фармерките, ни здолништето. Како ќе биде детето културно и воспитано дома, така ќе си отиде у школа и ќе се врати од школа. Најискрено тоа го кажувам, само нека дават забрани за кладилниците и казината што ги имат поред школите. Тие казината децата ги излудуваат, а не фармерките и издолништата. Така, благодарам многу и вам за учеството во издание на Црвена линија. Секако продолжате да не следите за да слушаме какви се одговори ќе слушнеме понатаму. И секако еве ќе потсетиме оние кои што редовно не следат, знаат дека токму ја имавме поставено темата во однос на дислоцирање на кладилниците, казината од районот каде што се наоѓаат училиштата. Но како да денес зборуваме во однос на тоа дали според вас треба да се воведе кодекс на облекување во основните и средните училишта, дали според вас и треба да се воведе забрана кога станува збор за одење на училиште со скинати фармерки, кратки здолништа, секако пирсинг и така натаму, или според вас е најдобро можеби да се вратат училишните униформи? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушам. Сега во врска со воведување на забрана за носење на облека. Ова е многу сеопфатна тема која пред се опфаќа разни системи на образование во светот. Например, од Велика Британија, Австралија, источноевропските земји, Америка и така натаму. Во однос на тоа дали треба или не треба да се забрани, јас сум дека не треба да се забрани. Меѓутоа, родителите треба да ги воспитаат децата да сепак некое ниво на пристојност треба да постои во ниското, особено средното образование, бидејќи сепак е тоа институција од образовен карактер и не треба толку да децата да се покажуваат во училиште. Имате ли впечаток дека знаат учениците што е пристојно, а што не пристојно? Немам таков впечаток, затоа што денешните родители немаат во се време да ги воспитаат своите деца, трчаат по пари, по тренинзи, козметики, депилации, ногти и така натаму и све ги оставаат децата или на бабите или сами, така да немаат време за воспитание, што е навистина жал. Така, благодарам многу за јавувањето. Продолжете да не следите. Добар ден. Добар ден. Добар ден, среќен ден. Ве слушаме во Црвена линија. Сте дали треба да се воведе кодекс на облекување во основните и средни училишта? Да, треба да се доведе тоа потхитно. Не може некои деца од 10, 12, 13 години да се прават како да се немали кенки, да се покажат која е поубава, која е позгодна. Тоа се криви родителите. Значи, тоа е родителското воспитување. А исто време, како што ќе бидат учениците во униформи, така да бидат професорите и професорките, да не одат исто и они така. И они имаат мантили. Едно време не имаме палта. Јас сум стара генерација. Се учевме, имаме палтенца, скромно облечени. И професорите носеа мантили. Плави. И тоа треба да се поведе подкитно, а не одек гледате што е на школине се тоа. После тоа се жалат децата, воа било деца тоа правеле. Тоа е се до родителите, не свесни родители. Што им дозволуваат, а некада си децата криим се заканува пред родителите, дека така, вака, јас сум немал проблема. Мислам, фалам на Господа, дека ќе ги идеот на патот, беа, што се вика скромни, тоа подхитно да се поведе.
Имате ли впечаток дека учениците имаат представа што е пристојно, а што непристојно? Не беше добро. Имате ли впечаток дека знаат учениците што е пристојно, а што непристојно облекување? Не. Тоа не го знаат дали преку фејсбуци. Така, благодарам многу и вам за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас во Црвена линија. Директно ќе ви одговорам на прашањето. Ниту имаат впечаток, ниту имаат и како да одат и да се понашат. Да можат, да не кажам како ќе одат. И ова, подхитно треба да се воведи забрана, да се прашувам јас, да се знае што е униформа, да се знае што е ученик, да се знае што е, на што личи. Но што личи ова? На ништо. Јестолку ќе се вратам назад. Учителот, тогаш учител, викавме, учителот, прачката му беше во дневникот и имаше ред. Некој, што е сега ова? Што треба да се направи кога ти вели, ти имам мој пријател наставник, ученикот му вели, немој да ми пишеш единица, може утре ќе ти бидам зет. Но што личи бе тоа? Не школа. Па затоа постава во странство приватни школи, тие што има пари си ги плаќа во приватни школи за да старат луѓе. Да речеме. Таа е демократија. Таа демократија нашу ни носи. Да не се знаело што е училиште, на црвени, на дотерани, ајде да не му потреба лошо разголени, искинати. Но што личи бе тоа? Уличарска работа. Чак и по улица да има такви дела, ако гледаш, ради култура. Толку. Така, благодарам. Сосем доволно 90 секунди и уште еднаш ќе повторам, благодарам за учеството. Ги имаме и првите коментари кои што се на нашата Facebook, на нашиот Facebook профил, односно на нашата објава за денешното издание на Црвена линија. Значи, на прашањето дали треба да се воведе кодекс за облекување во средни и основни училишта, Зоран Петровски напишал: и за наставничките не стегнати во келанки на работа. Додека рачна работа арт има напишано: по мое мислење треба веќе да се реши ова прашање. Многу е убаво кога ќе ги видите сите еднакво облечени. Кога сестра ми учеше гимназија, сите беа со црни кецали и баретки. Па можете да замислите колку убаво изгледа. Грејето е некој дете да дојде дотерено, а некој не може да се купи како другарите. Гледаме во турските серии како одат во униформа и тоа убаво облечени. Па еве, дали сметате дека треба да се воведе кодекс на облекување во средните и основните училишта и дали според вас и треба да се воведе забрана за носење скинати фармерки, секако кратки здолништа, пирсеви, долги ногти и да се вратат училишните униформи. Добар ден. Добар ден, ако сум ја на телевизија. Да, на Црвена линија сте повелете. Добар ден, Тинче моја. Добар ден и до вас. Нека е стречни постите великденски. Така, со лесно нека ме на сите кои што ги сите што ќе поста, да. И простете ме ако сум сгрешила нешто, меѓутоа не мислам дека сум сгрешила. Не сте сгрешиле, како велат простено, еве, и од редакцијата на Црвена линија од Бога. Како е да се навратиме на темата, еве, што мислите, дали треба да се воведе кодекс на облекување во средните и основни времето. Да, точно, треба да се врати кодексот на облекување, да се знае кој е ученик, кој е наставник, а кој е уличар. Не може уличарски деца да бидат ученици, да одат разголени, па после се наставниците криви. Ама и наставниците да бидат соодветно облечени. Како во банките, како во администрација. Ми го зедовте зборот пред да се јавам, што го изјавивте вашето излагање. Во Турција има многу убав закон. Како се носат учениците и како се облекуваат. Во факултетите како сака нека бидат. Ама основните и средните школи подхитно треба униформи. Машките да бидат облечени еднакво, женските да бидат
облечени со кецели, било со униформа. Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Апсолутно се согласувам да се воведе рестрикција или забрана како ќе го крстиме ова, бидејќи секојдневно го носам и го зимам детето од училиште и не знам дали го носам во дискотека или го носам на училиште. Дали зборуваме за средно, основно, предпоставувам? Основно, за жал основно, за средно веќе не знам ни да помислам како се облекуваат веќе поголемиве. Јас кога бев во школа го учев, памтам секој понеделник наставничката ми проверуваше хигиена, ногти, па дури вошки, уши. Дали имаме марамче, се сеќавам јас на тоа? Нели така, значи тие беа преубави времења и сите бевме со кецели, подеднакво облечени. Немаше ти носиш патики од болку, блуза од толку пари и слично. Сите бевме едноставно, ама убаво и чисто облечени. Сега во денешно време секоја родителска средба ни започнува со ве молам девојчињата да се облакаат поскромно и по представително. Добро, еве во основно училиште, како изгледа кодексот моментално на облекување на ученици? Според класната со голи стомаци, со долги ногти, константно со шминки, со косите. За колкава возраст зборуваме години? Моето дете е 9 оделение, значи машко е среќа, меѓутоа дојде до момент да има Така, 90 секунди е време трењето, но големо благодарам, тоа и тенденцијата на Црвена линија, еве ги охрабрувам понатаму оние кои што не следат секако преку своето лично искуство, доколку еве имате и деца, ученици кои што одат на училиште, да ни доловите всушност каква е реалната слика во однос на начинот на облекување и секако еве дали сметате дека треба да се воведе кодекс на облекување кога станува збор за посета на основните и средните училишта. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте, повелете. Добар ден, се најубаво. Видите, моје гледање е дека треба да има униформи во училиштата. Кодексот на облекување е задолжително и за основните и за средните училишта. Знам дека родителите и не знаат гардеробата на децата и знаат колку ги се кратки долништата и блузичките, дека попачињата им се гледаат и дека машките деца не можат да на час внимаваат, пошто до него другарката и се гледаат нејзините атрибути. И затоа треба да се воведе кодекс, а родителите се највиновни за облекувањето на децата. Ние сме виделе во школа, сме имале униформи, сме имале кецели, па сите сме биле исти, нема потреба од разлика, јас сум дете на богаташ, па имам марка од блузи, од сукњи, од панталони и така натаму, а мојата другарка до мене може нема леп да јаде, не може да се облече, може од позајма на гардероба се облекува. И така да тешко е, разликата е многу голема меѓу децата и треба кодексот да биде обавезно присутен во школите. Тоа, значи, прво е родителот крив, повторно се наставниците. Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Јас се јавам од Филип. Јас поддржувам за да носат децата обавезно кесени униформа, а исто и наставниците и тие да носат и женските и машките да носат кесени. Интересно е дека средни училишта носа блузи, скинати панталони, чупината, секако ногти, а ние кога растене косата беше врзана со ред и секој понеделник нас ни прегледува дали имаме болви или немаме болви во глата. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација донела мислење дека средните училишта
На овој начин вршеле дискриминација врз учениците со забраната за пристап со ваков начин на облекување. Да, начинот да се смени, да се носи кесене униформи, да се носа. Не е да папук да му се гледа градите, да му се гледа папуко, не знам шо, таму до колена треба. И јас сум учела, и син ми учел, кесене носеше. То. Според вас дали знаат учениците што е пристојно, а што не пристојно? Никој не знае. Мајките ко носа кусо до газ и учителките стегнати во фармерки, во панталони и тие да носат кеседи. Така, благодарам многу за јавувањето и секако за вашите одговори. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. На линија сте, повелете, ве слушаме. Прво, во принцип, не сум за да се иде со скинати фармерки. Не сум за да се иде со кратки здолништа. Не сум за тоа да има различна облека меѓу учениците. Ако веќе учат исти материјал од исти професори, значи треба да бидат исто и со униформи. Барем тамо може да се чувствуваат и сиромашките, и средно богатите, и најбогатите да се чувствуваат еднакви. И ми се чини дека тука треба и наставниците, односно и наставничките да не бидат провокативно облечени. Не само учениците, и наставниците треба да бидат соодветно на своите ученици. Сега на овој начин фактички, ако се дозволи да може да оди кој како сака, тогаш веќе автоматски ние немаме школа. Ние имаме манекени и манекенки. Секој на свој начин го покажува својата моќ, своето тело и својот различен дух во однос на другите. Меѓутоа, уште имам време, би посакал, ако сакате, да воведете тема, колку е практично, ма само тоа да биде. Дали е пријатно да некој оди со скинати фармерки или било какво здолниште, да било мода. Ај за мене, како може да биде мода да одам со скинати панталони, со извинение да ми се гледа задникот или не знам што тамо. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Еве повторно дел од коментарите, тука секако ќе ве подсетам дека преку социјалните медиуми, поточно Facebook, можете преку коментари и споделување да дадете ваше мислење и одговори во однос на она за што зборуваме. Оливера Кичевска Ливрин го има напишано следното. Треба, и тоа како треба, јас сум за. Африм Керими напишал, треба првен едукација на родители, тогаш едукација на ученици. Балканските родители се ванземајци, во заграда со исклучоци. Павлинка Јакимова напишала, да, треба да се промени, а Сара Трпева напишала, униформи имаат, ама дали ги носат? И Сара Димитровска има напишано едноставно да. Дали треба да се воведе кодекс на облекување во основните и средните училишта? Добар ден. Здраво. Здраво, голем поздрав до вас. Благодарам и вас исто поздрав. Не. Значи, пази, зашто не? Сега, нели, стварно ние сме северна, ама не Кореја. Значи, унисоно облекување на учениците, бидејќи сме ние демократска држава, каде демократијата ја прифативме како начин и стил на култура, учиме од најдобриот, американецот, оваки работи, одмah ќе помислат дека сме русофили, дека сакаме по врвиците на Путин да одиме, да се движиме, овака пушти децава нека се разголува се, што да преме, американецот така на демократијата така. Според вас, дали учениците знаат што е пристојно, а што не пристојно облекување? Све знаат. Ајде да не кажам малку по-подробно, ќе бидам булгарин, значи побоја да сќутам. Знаат све, професори може да ни бидат. Значи научуваат уште од мали нозе и нема куртуло да ова работа. Све додека сме у демократија, овака ќе биде. Ќе гледаме, дури беа тогаш тие филмови ги третираа како кузне колку перверзни, да речеме, Брилијантин, каде што Оливија Њутон-Џон, касеше цигара со висока подпетица. Но тоа никаде на крајот беше по завршувањето на учебната година, односно кога матурира.
мора да прифатат. Така, благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден и убав ден, Тина. Најубав ден и вам. Јас вака први би кажала. Ве молам само да ме се слушате. Најпрво што треба да се има родителско васпитување. Кога својата мајка ја гледа во тесни панталони, со цртана, направена, набелена, како сакате тоа дете да изгледа, тоа девојче или тоа машко дете? Друго, во школа, нормално она гледа од својата мајка како оди, то така оди во школа облечено. А додека да имаме униформи како порано што имавме и да сме прибрани како што треба како ученици, тогаш да. Но меѓутоа децата сето тоа први го уча од родитело. Од родитело, не се учителите криви колку што се професорите и било кој колку што се родителите. Мајката е најважна за детето за све. Она треба да го воспитува и она треба да го облекува и она да се облекува како што треба. Толку имам, Тина, поздрав и се најубаво. Поздрав и големо благодарам и вам за учеството. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија, сте повелете. Вака, да би ја согледале целокупната ситуација, Комисијата за заштити и дискриминација нека дојде пред било кое средно училиште, да види како доаѓаат прво наставниците на работа, со джипови, со мерцедоси, со црни мечки, па да видат како доаѓаат учениците, со лични шофери, со тротинети, со мотори и со слично тоа. Тоа е број 1. А број 2, нека видат како се облекуваат наставниците, па после тоа има и кога ќе погледаш не знаеш дали е ово маскин бал некој или нешто друго. Така се нацртани, нашминкани со ногти тоа. Убаво е тоа да се погледа. Меѓутим, треба да се гледа и другата страна. Кога дојде со тие бурки, кога дојде со тие скинати панталони, со кратки панталони, па не знаеш што е голо, што е облечено. Да не зборувам понатака. И на крајот, сите тие добијат дипломи, завршат факултети и ни дојдат пак да ги воспитуваат нашите деца, нашите внуци и нашите генерации кои ќе дојдат, пошто ние нема да бидеме вечити овоа. Не се враќајте назад како е било. Гледајте во иднина и дајте им што повеќе знак. Благодарам многу и вам за учеството. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Се јавувам од Кочани. Јас сум родител на две дечиња што учат во основно училиште, Кирил и Методи, поточно во Кочани. Сакам да кажам дека ние, како Совет на родители во Кирил и Методи во Кочани, сами си го изгласавме кодексот на облекување во нашето училиште. И кај нас, во нашето училиште, е забрането носење на кроп топови, скинати фармерки, шминкање и не знам што. Значи, тоа сите родители едногласно го одлучивме на Совет на родители. Сакам да потенцирам тоа. Значи, ниједен родител немаше што не гласа за тој предлог. Зошто е тоа така? Затоа што ние сакаме децата да израснат во едни, значи, да не е битно кој како се носи, како се облекува и тоа. Значи, Ајде со оглед на тоа што вие како Совет на родители едногласно воведовте кодекс на облекување, дали тоа го сваќате како дискриминација на децата? Значи, штом родителите се согласивме дека тоа е така нормално децата да се облекуваат како што треба, значи не го сваќаме како дискриминација. И да ви кажам, значи оваа ни е прва година со овој кодекс на облекување, имаше плакати, значи децата тоа најнормално го прифатија. Значи мислам дека е тоа најдобриот начин на децата да се кажат. Така, големо благодарам Иве што споделивте.
Всушност, како совет на родители во училиштето во Кочани, каква одлука едногласно сте донеле? Ајде да видиме какви поинакви искуства и мислења ќе слушнеме во текот на ова издание. Добар ден! Добар ден! Добар ден! Голем поздрав до вас, во црвена линија сте. Фала, сте до вас. Вака, сакам само една реплика да дам на гледачот пред 23 што кажа дека Америка, вака така, па Америка носат униформи, Австралија, Енглеска, сегде. И што тој што знае што се кажува тука, демек не требало да носат. Треба. Па жена му нека ја прати тука по танга, нека ги учи децата. Како не му е стран, само да кажа. Ајде, кажете ми, дали сметате дека е направена дискриминација со тоа што децата во некој од средните училишта добија забрана за влез со оглед на тоа што биле непристојно облечени? Па треба да добијат. Треба. Што е тоа? Дома нека се шета ако сака гола, у школа нормално се знае како треба да дојде. Како прво, така се воспитани од дома и за тоа, а плюс и немаме наставници, школство немаме никакво. Затоа што сите што се професорки или наставници или учителки се бетер од нив. Ете политиката што направи. Нема школство. Фала ви многу. Ајде. Благодарам многу еве и вам за вашите одговори. Како е да е, секако е дека во голем дел од земјите низ светот задолжително е носењето на училишни униформи. Секако сакаме да слушаме еве и од вас дали треба можеби и да се воведе задолжително носење на униформи и секако да постои одреден кодекс на облекување кога станува збор за одењето на училиште, нека бидат и основни па и средни училишта. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во црвена линија сте. Па сега патерице, ама простете ми ако сум сгрешил у претходните емисии нешто. Воопшто ништо не сте сгрешиле, но како е редот, простено секако. За темата сега. Значи, што значи пристојно однесување? Тоа е релативна работа. Значи, некој што мисли дека е пристојно, некој е непристојно. Чаре за тоа има. Ја да не спомнувам во бившата ни СФР, таму немаше ни можности некој да се облекува непристојно. Сите беа горе-доле исто, ама сепак имаше ред. Сега немаме никаков ред во државата, ве молам. Единствен начин е, иако малце тоа кошта поскапо, али само униформа. Па и вие сами кажавте дека во светот секој училиште, коледж, си има своја униформа. Сега кај нас сами ги плаќаме. Добро би било да ги плаќа државата, така ли? Идеш у тоа школа, имаш униформа. Ајде и ние ќе ги платиме. Единствен начин е со соодветни униформи. И тогаш нема дискусија вакви или си онакви. Негде се применува тоа, негде не. Ме сваќате? Се додека тоа не се направи, нема... Секако имаше обид низ годините наназад, конкретно во основните училишта, да се воведат униформи. Таква општина беше аеродром во Скопје. Така за неа зборуваме, од таму се јавувам. Значи имаше и се уште се применува. Ама тоа треба да биде пракса, разбирате? Значи униформи за сите... Така, благодарам многу за јавувањето и еве се разбира на социјалните медиуми, па дури и на YouTube, многу лесно може секако да се впише и да се дознае дека постојат, се разбира, и видеозаписи каде што се прави една така наречена дури топ листа на најубави униформи во светот кога станува збор за училишните униформи. Така да, ете, училишните униформи се и tekako секојдневие во голем дел од земјите. Меѓу овие земји, според најубавата униформа се Соединетите Американски држави, па и Кина, и Индија, и Канада, и Австралија, еве и Австралија секако, Непал,
Така да, еве дури и Јапонија и на прво место Кореја ги имаат, барем според оваа топ листа, најубавите училишни униформи. Ние ве прашуваме денес во Црвена линија дали според вас треба пред се да се воведе кодекс на облекување кога станува збор за одење на училиште, дали основно или средно. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно да зборувате. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Се слушаме? Да, одлично, повелете. Па видите сега. На културен човек и на убав човек самар да му ставите ке му личи. Не е само до униформата, дали ме разбирате? Што и да му ставиш на човек, не униформа, све му е џабе. Денешниве млади, да ви кажам искрено, сите пуштеле бради како да се попови ко Турчин да го правил. Не знам што да ви кажам, обетки, пирсови, ишишан, избричен, пуштил коса, тетовиран како жаба, што да ви кажам, катастрофа, мизерија. А овие земи што ги наброивте, во Кина носат да униформа, има дисциплина, до обувки, они ги викат лабаки. Значи, до обувки, значи, кога идете у школа, значи, и обувките ги менат. Не само униформата. А за Америка нема потреба да говориме. Таму е ниско развиена културата во Америка. И во Америка има, и во Америка има. Има, што ти има? Значи, верувате, Америка, ја знам многу добро, значи Америка све е џабе кога таму нема култура и гледате колку е развиена со наркомани и со се и свашта. Најголемата некултура доаѓа во Европа од Америка. Значи, некои земји што се по така затуцани во Европа се знаат кои се Германија, Белгија, Аустрија. Се извинувам, еве и ова ни е прашање на Instagram стори, дали според вас децата, односно учениците, знаат што е пристојно облекување, а што не? Не. Така, благодарам многу за учеството. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Така, прво сакам да ги поздравам родителите од Кочани. Направиле нешто добро. После сите глупости на оваа влада, мислам дека тоа е добро решение, децата да одат во униформа. И некој да ви кажам, во мојата сопруг од брат ми е професорка во средно медицинско школа во Швајцарија и често одам на гости таму и таа мора внимава како ќе оди на работа. Вика, не смеам на штикли, не смеам на црвена, морам да бидам пристојно облечена, а така се облечуваат и децата. Исто во последните неколку години често патувам за Лондон и таму ги гледам деца како се сите во униформа, а исто така и во Америка. Значи, овие левичари што сакат ева преку оваа емисија нешто друго да постигнат, упитање овде не е политика, него прашање се нашите деца, нашите внуци, кои мора пристојно да бидат облечени, исто така пристојно да бидат облечени професорите, како има кодекс на обликување во банките, во било кој установи, така треба да биде во школата. Второ, сега ова голема економска разлика меѓу богати и сиромашни, тоа не треба да се пренеси на децата, затоа униформата е најдобро решение. Барем децата да не се делат. Во униформа сите се исти. Сите деца, тие се наши деца, без разлика на кого се, утре тие ќе се академски граѓани и ќе треба да бидат воспитувани во еден културен дух, академски дух, тие да бидат идното наследство на ова држава и затоа ова го прифаќам, значи униформа и Благодарам многу и вам за јавувањето, подсетување 90 секунди, внимавајте на тајмерот. Добар ден. Добар ден, Тинче. Голем поздрав. Голем поздрав и до вас секако. До Телма, до сите и урежија са прекрасни. Тинче, пред да кажем за темата, ќе кажем за збора. На Црвена линија да не ви исклучувате, мислим, овој повеќе среќа. Зашто тој си, таква му е среќа. Кога земемо среќка, како нема ништо, нели? И овака нема исклучување. На кога се падне, падне. До крај ќе се биде тој, ако има среќа, зашто вртимо сите. И за тој не го исклучујте тој. Нека се биде до крај. На кој си е среќа, среќа, кој нема, нема. А за овој, за униформите, Тинче, да ти кажем, треба да сите ученици да си носат. Јас знам кога идеш во гимназија, сите имаше мокицели со бели јаки, со зборосани и професори. Бе, колку беше убаво, немаше скупи патики, немаше тепени фармерки, немаше толку беше некоја... Сега видат дете скупи патики, скупи панталони, па оно плаче, па сака другото, па овој нема пари да купи, едно од друго гледат. Само униформи по моје, како јас што мислим за децата, еве гледам, имам гимназијата ми е тука одма пред, мислим тука живеем, деца со степени фармери, па јас стара
еден пут, па ја беше облекледни фармерски, ми ги тадеа цепени на колена. Леле, тинче, сите се обранаа у град, викат, што го гледува у пензија, па облекла фармерски цепени, и ја после ги знаеш, остави ги, ама убаво, нели, па мерак. И затоа само униформи помоа, и белики, цели патики, боросани, мислим и професорите се убаво носат, што нашминкани, па си се нашминкат нормално, што ни смета тој, па еве секој се нашминка и как Карминчево. Леле бе народот какъв станал, па ајде да почнат и да идат раскубани, Бог да чува, да нешто си е природа, треба да се дотера човек, да се ноди. Според вас себе знаат ли учениците што е пристојно, а што не пристојно? Па знаат, да ти кажем, знаат, ама сите гледат едно од друго, овој носи убави патиги, сакам ја, овој носи убави панталони, ова као униформи се знае, после по град нека се шетат, нека идат, али у школа се знае. Голем поздрав до сите во Телма, прекрасни сте и да не го исклучувате, мислим на црвена линија, овој повеќе среќа. Нека си биде. Ја кога земе среќка, на црвена линија немаме повеќе среќа, имаме на заврти на Телма. Најверојатно на тоа се мисли. Како да е, ќе допрвак има среќа за некој од вас, како да е времето дојде за реклами. Да ги погледнеме. А по рекламите се знае што следува. Време е да ги соопштиме и резултатите од Instagram Story анкетата. Не заборавајте од овој момент вие кои што не следите да не заследите и веќе утре активно да учествувате во новата анкета. На денешната анкета знаат ли учениците што е пристојно, а што непристојно облекување? Со да одговорија 9%, со не одговорија 91%. Како и да е, апсолутно сега ќе ве префрлам онаму каде што има многу среќа и секако една микропечка, која што понеделнички е подготвена и го чека својот добитник. Се гледаме во заврти на Телма.